Глава 6. Прасето и пиперот. Неколку минути Алиса стоеше и ја гледаше куќата, прашувајќи се што да прави следно. Кога наеднаш еден слуга во ливреја истрча од шумата. Го сметаше за слуга и носеше ливреја, инаку, судејќи само според ликот, ќе го наречеше риба. И со раката гласно затропа на вратата. Вратата ја отвори уште еден слуга во ливреја, со тркалезно лице и големи очи како на жаба. Алиса забележа дека и двајцата слуги имаа напудрена коса со кадрици кои им беа испречени високо на главите. И ја интересираше зашто впрочем се работи тука. Па крадешку подизлезе од шумата за да наслушне. Рибослугата од подпазувата извади едно огромно писмо. Големо речиси колку и самиот тој, и му го подаде на другиот слуга, свечено изјавувајќи: за војводката, покана за крокет од кралицата. Жабослугата му одговори со истиот отмен тон, само што малку го смени збороредот. Од кралицата, покана за крокет за војводката. Потоа, двајцата длабоко се поклонија, при што им се сплеткаа кадриците. Ова толку ја насме Алиса што мораше со трчање да се врати назад од шумата за да не ја слушнат. А кога повторно одзирна да види што се случува, рибослугата го немаше, а другиот седеше на земја крај вратата и глупаво зјапаше во небото. Алиса предпазливо приде до вратата и тропа. Џабе тропаш, рече слугата, и тоа од две причини. Прво, како што можеш да видиш, јас сум на истата страна од вратата како и ти. Второ, внатре е таква врева, што сигурно никој нема да те чуе. И навистина, однатре се слушаше неверојатна врева. Постојано завивање и кикотање, а повремено и по некој трескот, како некоја чинија или чајник да се сториле парам парче. Те молам, рече Алиса, тогаш како ли да влезам внатре? Твоето тропање би имало смисла, рече слугата, без воопшто да ја обрнува внимание. Доколку вратата беше помеѓу нас. Например, доколку ти беше внатре, ќе тропнеше, па јас ќе ја отворев за да си одиш, нели? Постојано гледаше во небото додека зборуваше, што Алиса го сметаше за крајно непристојно. Но може би нема избор, си рече. Очите му се речеси на врвот од главата. Сепак, во секој случај неверојатно ќе можам да влезам и ќе може да ми одговори на прашањето: како да влезам? Гласно повторно Алиса. Ке седам овде, забележа слугата, до утре. Во тој миг вратата од куќата се отвори и однатре излета голема чинија што се движеше директно кон главата на слугата. За среќа, само го драсна по носот. Тресна во едно дрво зад него и се распарчи. Или до друг ден може би, продолжи слугата со истон. Не баре ништо не се случило. Како да влезам? Повторно праша Алиса, сега погласно. Ке влезеш ли воопшто? Рече слугата. Тоа прво треба да се прашаш, нели? Тоа беше несомнено точно, но на Алиса не ѝ се допадна укажувањето. Навистина е ужасно, си промрмори таа. Како сите суштества да се расправаат. Доволно за човек да се штукне. Така слугата улови уште една прилика да си ја повтори забелешката со мали промени. Ке седам овде, рече, од време на време, со денови и денови. А јас што да правам? Рече Алиса. Што сакаш? Рече слугата и почна да свирка. Ах, џабе зборувам со него, рече Алиса безнадежно. Каков будала. И отвори вратата и влезе. Вратата водеше право во една голема кујна исполнета со чад. Среде неа на троножно столче седеше војводката и нумкаше бебе. Готвачката стоеше свиена над еден голем котел врзогнат и мешаше нешто што неверојатно беше чорба. Во чорбава навистина има премногу црн пипер. Раскивано си рече Алиса. Навистина имаше премногу пипер во воздухот. Дури и војводката повремено киваше, а бебето тоа непрестајно ту киваше, ту завиваше. Единствено не киваа готвачката
и еден голем мачур кој седеше крај огништето и се клештеше од уво до уво. Ве молам, дали можете да ми кажете, рече Алиса, малку предпазливо. Оти не беше сигурна дали е учтиво таа прва да проговори. Зошто вашиот мачур се клешти така? Затоа што е чешит мачур, од областа Чешит, рече војводката. Ете затоа. Прасе. Го кажа последниот збор толку нападно, што Алиса подскокна. Но веташ свати дека се однесуваше на бебето, а не на неа. Па собра храброст и одново почна. Не знаев дека чешите мачури секогаш се клештат. Всушност, не знаев дека мачките воопшто можат да се клештат. Сите можат, рече војводката. Повеќето така и прават. Не знам ниту една што прави така, рече Алиса мощно и учтиво, задоволна што влегла во разговорот. Не знаеш ти многу, рече војводката, тоа е факт. На Алиса воопшто не ѝ се допадна тонот на оваа забелешка, па си помисли дека можеби треба да отвори нова тема на разговор. Додека се обидуваше да смисли нова тема, готвачката го тргна котелот од чорбата од огнот и веднаш почна да фрла се што беше на дофат кон војводката и бебето. Прво лопатките и машините за каминот, а потоа рафално гаѓаше со тенџериња, тави и садови. Војводката не ја обрнуваше внимание, дури никога ќе ја погодеа. А бебето толку врескаше, што беше невозможно да се процени дали е повредено или не. Ах, ве молам, внимавајте што правите, извика Алиса скокајќи вместо од страх и ужас. Леле му отиде носето, рече како што едно необично големо тенџере профучи покрај него и за малку ќе го однесеше со себе. Сите да си ја гледаат работата, низ зъби профучи војводката. Светот побрзо ќе се вртеше. Што не би било особено добро, рече Алиса која беше среќна што наде можност да се пофали со своето знаење. Само замислете си на што би личал денот и ноќта. Знаете, на земјата и требаат 24 часа да се заврти околу сопствената оска. Да се вртеше побрзо, секој од нас ќе мораше да се секира. Кога сме кај секири, рече војводката, одсечи ја главата. Алиса вознемирено ја погледна готвачката, да види дали има намера да ја послуша. Но таа беше зафатена со мешање на чорбата и како воопшто да не слушаше, па затоа продолжи. 24 часа, мислам, или 12 да не беа, мислам. Еј, ај не ми досегај, рече војводката. Никогаш не сум трпела бројки. И со тоа пак почна да си го нунка детето, пеејќи му некаква приспивна песничка, жестоко протресувајќи го на крајот со секој стик. Нани, нани детенце, надвор кива прасенце, кива грофта рика, пипер во очи пика. Рефрен, во кој се вклучи и готвачката и бебето. Ау, ау, ау. Додека војводката го пееше вториот стих од песната, силно го джиткаше бебето горе-долу, а кутричкото толку плачеше, што Алиса едва ги слушаше зборовите. Пипер во рачињата, пипер во ушињата, за да киваш сласно и да плукаш гнасно. Рефрен, ау, ау, ау. Надрж го малку ако сакаш, и рече војводката на Алиса, фрлајќи го бебето. Морам да се подготвам за играње крокет со кралицата, рече и суите ни излезе од совата. Готвачката замавна по неа со една тава за пржење и за малку не ја погоди. Алиса го зграбчи бебето со известна тешкотија, оти беше створче со чуден облик. Рацете и нозете му штрчаа на сите правци, како морска звезда, си помисли Алиса. Кога го фати, кутричкото фучеше како парна локомотива и ту се превиткуваше, ту се исправаше, така што во првите неколку минути едва успеваше да го задржи. Штом го намести како што треба, а тоа значеше да го заврзи во јазол и да го држи цврсто за десното уво и левото стапало за да не може да се отплетка, го изнесе на воздух. Ако не го земам ова дете со себе, си помисли Алиса, сигурно ќе го убијат за некој ден. Штом го оставам тука? Ако го оставам, зар тоа не е убиство? Последните зборови ги изговори гласно, па малечкото ја одговори со грофтање. Веќе не киваше. Не грофтај, рече Алиса. Тоа воопшто не е учтива форма на изразување. Бебето пак загрофта.
па Алиса загрижено го погледна в лице да види што му е. Несомнено имаше многу пречест нос. Поречам, повеќе рилка отколку вистински нос. Исто така, очите му беа премалечки за бебе. Алиса заклучи дека воопшто не ѝ се допаѓа како изгледа. Може би само плачало, си помисли и повторно го погледна во очи, да види дали има солзи. Не, немаше солзи. Ако имаш намера да го претвориш во прасе, мило мое, рече Алиса мощно сериозно, не сакам веќе да имам работа со тебе, внимавај. Малечкото пак залипа или загровта. Не беше возможно да се процени што е тоа, а потоа некое време молчеше. Алиса само што си помисли, што ли ќе правам сега со ова суштество, кога ќе го однесам дома? Кога тоа повторно загровта толку силно што Алиса вознемирено го спушти погледот право кон неговото лице. Овој пат немаше никаков сомнеш. Тоа беше прасе од глава до петици. Увиде дека е бесмислено да продолжи да го носи во раце. Потоа го спушти малечкото суштество на земја и олесни кога го виде како си потрчкано ке шумата. Да пораснеше, си рече, ќе испаднеше ужасно гордо дете. Но како прасе, мислам дека е прилично симпатично. И почна да си ги превртува во главата другите деца што ги знаеше, а кои би испаднале убави прасиња. И што туку си рече? Камо да имаше начин некој од нив да се претворат, кога со изненадување го забележа чешит, мачорот седнат врз една гранка недалеку од неа. Чешито мачорче, почна Алиса малку предпазливо, оти не знаеше дали ќе му се допадне името. Но мачорот уште повеќе се расклешти. Добро е, засега е задоволен, си помисли Алиса, продолжувајќи понатам. Може ли, те молам, да ми кажеш по кој пат да си одам одовде? Зависи каде сакаш да стигнеш, рече мачорот. Не ми е многу важно точно каде, рече Алиса. Тогаш не е битно по кој пат ќе одиш, рече мачорот. Се додека стигнам некаде, додаде Алиса како да објаснувај. Секако ќе стигнеш некаде, рече мачорот, ако одиш доволно долго. Алиса се разбира дека овде нема што да се противречи, па се обиде со друго прашање. Какви луѓе живеат тука? Во тој правец, рече мачорот, мавтајки со десната шепа. Живее еден шапкар, а во тој правец, мафташе со другата шепа, живее дивиот зајак. Оди кај кого било, и двајцата се луди. Ама не сакам да одам кај лудаци, забележа Алиса. Од тоа нема бегање, рече мачорот. Тука сите сме луди. Јас сум луд, ти си луда. Од каде знаеш дека јас сум луда, рече Алиса. Мора да си, рече мачорот, инаку немаше да дојдеш тука. Алиса не сметаше дека тоа е доказ, но сепак продолжи. И како знаеш дека ти си луд? Како прво, рече мачорот, песот не е луд. Се согласуваш? Да речеме, рече Алиса. Па тогаш, продолжи мачорот, песот ржи кога е луд, нели? А мафта со опашот кога е среќен. Сега јас ржам кога сум среќен, а мафтам со опашот кога сум луд. Следствено луд сум. Јас тоа го викам предење, не ржење, рече Алиса. Викај го како сакаш, рече мачорот. Ти играш крокет со кралицата денеска? Многу би сакала, рече Алиса, но се уште не сум поканета. Ке се видиме таму, рече мачорот и исчезна. Ова воопшто не ја изненади Алиса. Оди веќе се беше навикнала да ѝ се случуваат чудни нешта. Додека гледаше во местото од каде што исчезнал мачорот, тој повторно се појави. Патем, што се случи со бебето? Рече мачорот. За малку ќе заборавив да те прашам. Се претвори во прасе, смирено рече Алиса, како тоа да е нешто сосема природно. Така и си предпоставував, рече мачорот и повторно исчезна. Алиса почека малку, очекувајќи дека може би пак ќе го види. Но бидејќи тој не се појави,
По 2-3 минути тргна во правец каде што ѝ беше речено дека живее дивиот зајак. Сум видела шапкари, си рече. Дивиот зајак ќе биде многу поинтересен, а може би затоа што е мај. Нема да биде во најлудите. Барем не толку луд и див како што се обично дивите зајаци во март. Како што го кажа ова, погледна погоре и пак го виде мачорот седнат врз една гранка. Дали рече прасе или прас? Рече мачорот. Реков прасе, одговори Алис. И да, може ли да не се појавуваш и да не исчезнуваш толку нагло? Малку ме зашеметуваш. Во ред, рече мачорот, пошто исчезна толку бавно, почнувајќи со крајот на опашот, а завршувајќи со насмевката, што остана таму некое време, откако му ги снема другите делови. Често гледам мачки без насмевки, си помисли Алиса, но насмевка без мачка, ова е најчудното нешто што сум го видела во животот. Не помина долг пат пред да се стигне до куќата на дивиот зајак. Штом ја виде, свати дека тоа мора да е неговата куќа. Оджаците имаа облик на уши, а покривот беше од крзно. Куќата беше толку голема, што не сакаше да ѝ се приближи пред да грицне уште малку од печурката, во левата рака и да порасне до 60 на сантиметри. Дури тогаш се осмели плашливо да се приближи, велејќи си: замислете си сепак да е во најлудите. Може би требаше да одам кај шапкарот.